почитувани сограѓани, особено почитувани сограѓани од ромската етничка заедница овде во Прилеп, сакам да искористам приликава да ви го честитам меѓународниот ден на ромите и во оваа прилика традиционално, како и секоја година, го почнуваме одбележувањето, овој пат само го почнуваме одбележувањето на овој значаен ден за Прилеп и општина Прилеп со подигање на ромското знаме овде на јарболот пред општина Прилеп, да означиме дека општина Прилеп има жители кои што припаѓаат на оваа заедница и општина Прилеп почнува посериозно да се грижи за жителите на општина Прилеп кои што доаѓаат од ромската заедница. Тука се представници на истите и во оваа прилика би сакал да спомнам дека општина Прилеп покрај ова декларативно одбележување само на овој ден, на 8 април, меѓународниот ден на ромите, прави сериозни напори за да го подобри квалитетот на живот во населбата Тризла, каде што е сконцентрирано ова население, па така би најавил дека во следниот период за овој дел од градот ќе се изработат 4 детални урбанистички планови, 2 се во тек кои што треба да бидат преземени, нацртите се донесени, но понатаму да продолжиме со нивна изработка. Продолжуваме да аплицираме на сите програми кои што даваат сериозна поддршка на ромското население во Република Македонија, а ние како општина Прилеп дополнително, како и што ветивме во предизборната програма, ќе продолжиме со инфраструктурни проекти во населбата Тризла. Таму ни се предвидени да постелиме повеќе од 4 километри асфалт, кои што во овој 4 годишен мандат, но јас се надевам дека уште на стартот, во првата година од мандатот, ќе завршиме дел од работите и не застануваме тука. Аплицираме на сите проекти кои што значат подобрување на квалитетот на живот на нашите браќа роми, кои што ги имаме во голем број овде во општина Прилеп. Само да најавам дека ова, затоа испомна во почетокот на изјавата, продолжуваме со честување на овој ден и ве поканувам сите во 17 часот во големата сала на Домот на културата Марко Цепенков, каде што ќе представиме дел од традицијата на ромите овде во Прилеп и ќе представиме дека Прилеп е сериозен град кој што работи многу уште посериозно на соживотот со сите наши жители овде во Прилеп, особено со ромите кои што ги имаме и во најголем број. Значи, декларативно почнуваме со подигање на знамето, како и секоја година, но не застануваме тука. Одбележувањето завршува во 17 часот со богата културно-уметничка програма, која што ќе го представи уште еднаш културниот живот и традицијата кај ромите, а ова е само најава на стартот на подобрување на квалитетот на живот во населбата Тризла. Сакам да го честитам меѓународниот ден 8 април на ромите. Се надеваме дека со вложување на голем напор ќе ги подобриме условите за живеење во населба Тризла. Факт е дека се соочуваат со одредени проблеми од делот на инфраструктурата, домување, образование и така натаму. Наша цел заедно со општината и градоначалникот е да работиме максимално да ги подобриме елементарните и основните услови за живеење во населба Тризла. Имаме населба каде што се соочуваат со недостиг на вода, како што е населба Трибагреми, дел каде што има инфраструктурни проблеми, но сериозно размислува градоначалникот и тоа ни е потенцирано и во делот на решавање на проблемите во населба Тризла. Колку жители сте испредила според последниот попис и според вашите сезнања? Според последниот попис, како што имам информација, некаде се околу 4800-4900, да не погрешам, но нашите претпоставки се дека се повеќе од 7000 роми. Тоа значи дека има неевидентирани... Мислиме дека пописот нереално се направи, не стаса секаде да се попишат ромите, не беа доволно информирани и поради тоа мислиме дека е реална бројката да биде повеќе од 7000 роми.